Драги приятели, денеска повторно ќе зборуваме, ама за глобалната политика. Значи помалку за домашната, повеќе за глобалната политика, бидејќи таму се случуваат многу работи. Атмосферата забрежна, особено на западот и сад во однос на Русија. Но Русија, потоа што нивниот председател Владимир Путин одлучи повеќе да не молчи, буквално успеа да ја разбудат мечката од земјскиот сон. Тоа на запад не знам колку ќе се исплати, може да дојде до катастрофални последици по запад. Зашто? Прво, која глупост направи? Тоа беше минатата година кога почна со аферата Алексеј Навални. Буквално му заврши работата на председателот на Руската федерација. Тоа навалното труење на Алексеј Навални, во која многу помогна и Германија, каде он беше однесен наводно на лекување, но повраќање го затворија. Го ставија кај што му е местото, и токму во акција почна поради овогодишните избори во Русија за нивната дума или парламентот, условно кажано. Вториот потек кој лош го направија, тоа беше со изборот на Џо Бајден за председател на САД, не со неговиот избор, не се однесува на Русија, но со неговата изјава дека Владимир Путин е убица. Ја не би се шегувал на тој начин. Тоа е преседан. До сега никаде во светската политичка историја ниједен председател така не го нарекол. А што е најтрагикомично, после тоа побара средба да имаат со председателот на Русија Владимир Путин за неколку месеци, дали тоа јуни ќе биде. Тоа е исто големо знак на прашање. Интересно, после тие телефонски разговори, САД веднаш воведе санкција на Русија, протера 10 руски дипломати и воведе санкција на некои руски компании. Од друга страна, Русија најави денови протерување на 10 реципрочно американски дипломати, но и на 300 личности кои работат во така наречените дипломатски мисии на САД во Русија. Значи, они прво го протера Сорос, сега се најдат овие мисии. Но тука САД и нејзините сојузници не застануваат. По нив Полска, по директива на САД, протера тројца руски дипломати. Русија одговори со протерување на 5 полски дипломати. Денове Чешка протера 18 руски дипломати, а ги има по 50, не сум сигурен. На бројката нега на 150 во Чешка. А веднаш Русија одговори со протерување на 20, значи два повеќе чешки дипломати. Но таму мислам дека Чешка има околу 60 нивни дипломати во Русија. Фактички го протера целиот оној дипломатски оддел на Чешката амбасада. И тоа со наредба за 25 часа најкасно да ја напуштат Руската федерација. Но Чешка се побуни и рече дека наводно тоа не е по меѓународните правила, значи колку ќе се протер, да ме протер. Тоа може би нивно правило, но не е руско. Тука се играат големи игри. Русија толку више не е зависна од Запад за извоз на сировини, бидејќи склучија договор со Кина. Она во момент повеќе извезува газ и нафта на азијскиот дел, особено во Кина, отколку во Европската унија. А и во прашање дојде и изградата на гасовод Северен тек 2, а тој токму беше за Германија, бидејќи Германија имаше намера да ги укинува своите централи што се на јаглен, или термоцентрали, и да ги прави на газ. Значи, САД што е буцка Германија, повеќе прави штета, иако Ангела Меркел дошла дека цело време стои за проектот, но ќе видиме. Инаку во тој проект Европската унија, особено Германија, имат нешто повеќе уложено од самата Русија. Тоа се знае, некои исто така французи да се обидуваат, сакат да ги покажат на Русија, забавјат дали во
просто друго прашање. Сега не сум ориентиран за никого, јас сакам само објективно, кажам, ја пренесувам сликата. Значи, во моментот, може би по 10-20 пати ви го цитирам, американскиот генерал кој изјави следната изјава, значи, човек од Пентагон пред 5 години, се беше, или 6 мисля дека 2015 беше, кој кажа дека Русија во моментот се посилна од САД и НАТО заедно. Значи, тоа пред 6 години, меѓу време се појави, тогаш се појавија веќе. Имаше појава на хиперсонични, на хиперсонични ракети, кои што е Калибар, Авангард, после торпедото, Посейдон и така натаму. Значи, Русија во моментот војна сила број 1, за економска не може да се каже, но не треба да се заборави дека 2/3 од природните ресурси на газ, нафта, вода токму се наоѓаат во Русија. А Русија го поседува и Баскиското езеро, кое е најголема резерва на пивка вода во светот. Значи, кога се осигурува сите работи, председател на Русија Владимир Путин одлучи да им покажа злабици и канџице на руската мечка, а денови поточно денеска до 24 април им забрани на цивилните, значи летала, авиони, хеликоптери, да летат над Црното море, ограничи забрани како сакате, и над Крим, мисли се на дел на рускиот дел, а умеѓу време на Крим се префрени околу 40.000 елитни руски единици заедно со ПВ системот 400, С-400, пардон, а има префрени околу 40.000 војници на украинските граници кон Донбас, бидејќи во моментот САД ги провоцира Украина да започнат војна со Русија, а во таа војна САД сигурно нема сумеша, бидејќи ќе биде избришана за 15-20 минути со што поседува Русија. Украина треба да биде жртвено јагње, они не се свесни, значи треба да биде поделена меѓу Германија што бара дел, Полска и други. Од тие причини Русија ќе си одеме Донбас, тука се Луганска и Донецка република, но што и како ќе случи, дали ќе ги заштитат, ќе видиме. Но Зеленски, значи повеќе од зелен во памета што ќе направи, а намерно, значи Црното море заштитено најголемата поморска база, тоа е на Крим, и не знам што барат повеќе од тоа, оние што мислат да се закачкат со мечката. Иначе, председател на САД Џо Бајден најави некаде лета во средбија, но кој знае дали ќе биде способен да се средби со председател на Русија Владимир Путин. Но кој што реков, за време на светската политичка сцена, тоа ќе се одрази и кај нас. Еве сакам за нашата политичка сцена само да кажам многу непромислена изјава на министрот за надворешни работи Бујар Османи за Русија. Он не е нешкоди толку